држава која ги менува своите политички приоритети секој 5 години затоа што е фрустриран од некакви билатерални спорови и политички процеси, никој нема да ја доживее сериозно. Како после 18 години владење, ниту еден функционер од редовите на интегратиците не се соочи со кривична одговорност. Нивната улога во македонскиот политички систем, посебно при градењето коалиција, толку голема и толку пресудна, што ни еден фактор општествен нема да се впушти во било какво гонење на функционери на ДУИ. Јас сум 30 години, јас 30 години слушам како ние треба да го реформираме судството. Македонија не беше никогаш за разлика например од Бугарија и од Србија, не беше никогаш класифицирана, се сеќавам на една анализа многу убаво, во таа група на држави кои се најмногу проруски настроени. Млади и амбициозни лидери или личности од транзицијата? Не стравам дека може да има поголеми социјални немири. Со владени пари за кампањи во медиумите, одново постои можноста да се корумпира уредувачката политика, се корумпираат медиумите и сето тоа да доведе до, како да кажам, до одново смрт на нашата професија, односно на вистинското новинарство. Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. По една недела можам само да ги изголемам бројките, привремено да ги заменам актерите и темите, но предполагам дека се уште сме во вртлокот на неизвестноста. Инфлацијата го проби плафонот на над 20%. Народна банка ги изголеми каматите до 4,25%. Таа е 300% повисока од пред 8 месеци. Деловните банки пак ги зголемуваат своите камати за кредитите, но и за денарските депозити за да се привлече поголема денарска маса. Дали е тоа прв знак за загрозена ликвидност? Кошмарот се сели во продавниците. Лебот, млекото, јајцата држат висока цена. Месото и сувомеснатите продукти одат до плафон, а се редуцира и нивната потрошувачка. Сите коморски фронтмени за владените интервенции сега како газди се притаени. Добија поевтина струја, но одоговлекувањето со намалување на цените станува проблематично. Ова е време на нивен екстра профит. Една Трилинг честитка. Параолимпиката Оливера Наковска-Бикова е светски првак во стрелаштво. Немаме ли време да се израдуваме? Во ова време, не време, кога речиси сите се соочуваат со проблеми. Не прочитав честитка од Водно или од Илинденска број 2. Ова е само почеток на уште едно ново издание на Трилинг. На почеток мој соговорник е универзитетскиот професор и член на Советот за безбедност, професорот Ненад Марковиќ. Добре дојдете во емисијата. Професоре, како е возможно личност, украински бизнисмен, кој е на црната листа на американците, да добие македонско државјанство пред речиси неколку месеци, иако пред година и половина е ставен на црната листа? Не ви изгледа помалку симптоматично? Подносно, ова е едно исклучително сензитивно прашање и у мојата глава, барем обидувајќи се да анализирам врз база на оние ограничени податоци кои доаѓаат до мене, имам две теории. Зошто вакво нешто можело да се случи? Имам две теории и две забелешки, условно кажано. Едната е до јавноста, другата е до медиумите. Ќе кажам нешто подоцна малку за тоа. Прво да пробаме да го разјасниме случајот. Има два мотиви зошто овој дотичен господин, за кој знаеме многу малку, сега се повеќе, како што поминува времето, можел да добие македонско државјанство. Или се работи за некаква класична лукративна сделка, каде што некој од структурите му возможила такво нешто, што веројатно е и казниво, и непожелно, и не изгледа лошо, и не прави да изгледаме лошо во очите на нашите предсезападни сојузници. Или втората и по мене поверојатна теорија е дека не се откриваат баш сите информации зошто било потребно во тој момент на тој известен господин да му се даде државјанство. Односно дека тука постојат веројатно аспекти кои не се за во јавноста и кои не можеме да ги знаеме затоа што во принцип ни една држава не дава државјанство, односно не дозволува вакво нешто, доколку нешто не добија за возврат. Така да по што мораме прво да го утврдиме тука е предоминантниот јавен интерес. Дали ова нечија приватна сделка и приватен аранжман и дали има злоупотреба на јавната положба, така на службената положба во структурите на службите, или дали тоа бил јавен интерес на државата заради нешто што на Македонија е требало од дотичниот господин, така.
А во вакви ситуации треба многу внимателно да се известува и многу внимателно да се пристапува кон ваквите проблеми, токму заради тоа што многу често постојат аспекти кои се или скриени, или класифицирани, или кои не се за јавност. И тука нормално и Агенцијата за национална безбедност, и Агенцијата за разузнавање и другите безбедносни структури, како што е военото разузнавање, мора да имаат еден однос на доверба со новинарите. И однос на фер игра за тоа колку, што и во кои ситуации може да се јави. Да не го споменувам медиумскиот дебакл што се случи во однос на Диво населје и на некој начин инволвирањето на Агенцијата за разузнавање. Не би сакал јавноста да потсеќам околу целиот тој случај колку тогаш медиумите всушност со нивното делување и действување сакајќи да го заштитат јавниот интерес. Не верам дека медиумите имаат некаква негативна мотивација. Всушност загрозија една по-широка операција на нашите служби. Затоа треба исклучително многу да се внимава. Она што е лошо во самиот случај од тој аспект на некаков политички пиар или како сакате наречете го, сепак е тоа едно политичко прашање и безбедносно прашање или безбедносен пиар, беше нападот на екипата која сними куќата во која наводно живее тој господин. Така мислам дека сопственикот или што и да е господинот кој ја нападна екипата не му направи никаква услуга да се смират страстите и да се малце порационално погледне случајот. Напротив, мислам дека ги вжешти страстите, ги разгоре и ја ескалираше ситуацијата. Многу симптоматично делуваше неговата реакција, дури да нема никаква особена приказна позади целиот овој случај, самата реакција ги разгневува луѓето и кај нив буди сомнеш. Сепак сметам дека овде препознавате ерозија на системот, политизација на безбедносниот сектор и дали треба да се бара одговорност кај поединец или пак сепак кај неколку институции, сепак крајниот збор да се даде зелено светло поточно државјанство е владата, врз основа на претходно дадени сугестии. Затоа и велам јас не верам дека се влегло во ваква една ситуација без адекватни безбедносни проверки, нашите служби не се неспособни тоа да го направат. Уште помалку мислам дека ова би можело да го скриете под радарот на службите, на било која од поголемите безбедносни служби, не само на нашите западни сојузници, туку и на оние држави кои делуваат во регионот, можеби кои не се дел од иствоен сојуз со нас, така, да не именуваме никого посебно. Тоа што е господинот на црната листа на Америка, тоа што не знам, неговото име се влече вамо или таму е сосема небитно, односно тоа што е она што ние сме пробале да го добиеме за возврат или што е она што нашиот јавен интерес го заштитило, доколку такво нешто постои во самиот случај. Тоа е нешто што треба да се утврди на највисоко ниво и затоа мене ми изгледа многу неверојатно дека е направено на начин на кој не се направени никакви безбедносни проверки, наивно или лукративно. Мислам дека е повеќе второто сценарио, а тука треба многу внимателно и да се известува, многу внимателно да се испитува, не затоа што јас повикувам на некаква цензура на медиумите. Туку заради тоа што сметам дека постојат аспекти кои можеби не е паметно други служби или други безбедносни структури во државата кои не се наши домашни да ги знаат, како што беше со случајот со Диво населје. Веќе имаме едно лошо искуство од тој аспект гледано. Професоре, дали недовербата во целокупниот правен систем, непотизмот, селективноста, неказнивоста на функционерите го подкопува владењето на правото? Ние воглавном постојано во речиси сите извештаи сме нотирани дека борбата против корупцијата, владењето на правото ни се речиси најслабата карика. Тоа е рак рана на нашето општество кое не успеа со ниедна револуција и со ниедна промена на власт и со никаков преврат да се смени. Очекувањата по 2016 беа многу високи, за потоа да имаме едно прилично, ја би рекол, атерирање во реалноста, едно прилично грубо атерирање, за да со што увидовме дека всушност се работи за системски проблеми. Кај нас системот е базиран на сите овие негативни феномени кои туку што ги наведовте и евидентно е дека од истите не може да се излечи. Ниту непотизмот, ниту кронизмот, ниту фамилиаризмот, ниту партиското влијание врз судството може да се спречи, ниту може да на некој начин да се пресретне. Пробавме со модел на бирање суди, не знам, во собрание, пробавме со модел на судски совет. Ја слушав анализата на професор Калајджиев кој беше прилично разочаран во судскиот систем. Очигледно кај нас секогаш политиката наоѓа начини и наоѓа канали преку кои ќе влие врз судството. И дека нема модел
кој ние можеме да го спроведеме, а ефективно да се заштитиме од политичко влијание врз судството, бидејќи да не се лажеме, една парадигма важела и ќе продолжи да важи. Тоа е дека ниедна политичка елита не сака силно обвинителство и силно судство. Како ќе се однесуваме? Ќе прифатиме реалноста, ќе си молчиме и постојано на декларативно ниво ќе велиме еве работиме на реформи на судството, владењето на правото. Нема реформите во судството да донесат победата, условно кажано. Туку Реформата во правната култура на судството ќе донесе промената. А за таа треба време. Многу повеќе од што мислиме. За каква правна култура и систем може да говориме кога имаме судско обвинителска ситуација во која се избираат суди, обвинители блиски до одредени политички и партиски центри на моќ, изборот на новиот шеф на оделението за гонење на организиран криминал. Видовме дека има фотографии кои се слика со луѓе од ДУИ и милион такви или слични ситуации во кои не се крие блискоста помеѓу политичките и судски индивидуи. Не знам што ми требаше со еден колега да се зафатиме за тема на правна култура. Јас се работам така наречената екстерна компонента повеќе, односно правната култура на општата популација, на луѓето, условно кажано, тоа е работи интерната правна култура, односно правната култура или правната традиција, како што некаде се нарекува на судиите, обвинителите и другите луѓе кои се дел од правосудниот систем и од системот на обвинителството. Читајќи ги деловите кои заедно ги пишуваме во делот на интерната правна култура и читајќи некои компаративни студии од релевантни автори во регионот, вие апсолутно јасно е дека ништо не е променето или многу малку е променето, само е малку нашминкано, судството особено, во однос на оно што се нарекува трета правна традиција, односно социјалистичката правна традиција, во која судството има некоја квази идеолошка функција на исполнување на волјата на оние кои се на власт. Судството кај нас се развива под влијание на три традиции. Има една авторка, Далара, која го анализира ова и убаво го објаснува. Првата е инерцијата од социјализмот, во која имаше некаква квази идеолошка функција судството, да ја спроведува волјата на политичките елити, не беше исклучена од таа некоја идеолошка рамка на тој марксистичко или во Југославија марксистичко келзенистички пристап или келзенијански пристап. Второто е дека во транзицијата новите политички елити заедно со нивните екстрактивни економски партнери гледаат да го подјармат судството адекватно на своите интереси. И третото е притисокот од надвор, односно притисокот за европеизација на судството и оддалечување од оваа матрица која наследуваме од социјализмот и само во транзицијата ја претвараме, ја донашминкуваме малце така да изгледа убаво, али у суштина не е променета. Ете, во тоа е проблемот. Решението е во свеста на самото судство. Да престане, меѓутоа, решението е во тоа да им ги одземете на политичарите механизмите преку кои можат да ги казнуваат, унапретуваат, прераспределуваат судиите, што ниедна политичка елита не сака да го прави. Секогаш има некој скриен механизам да ве стават во некој друго обвинителство, во некој друг суд, далеку од дома или на некој суптилен начин да ве казнат и така натаму. Во тоа веќе колегите правници можат многу поинформирано да го коментираат. Нема да се откажат политичките елити од тие ситни, па некогаш и не толку ситни механизми на контролирање на судиите. Еве реков, пробавме два модела, се согласувам со анализата на професор Калајџиев, очигледно ништо не успева. Очигледно повторно имаме едната иста ситуација на спрега помеѓу политичките партии и обвинителството или судството и така натаму. Со пропаста на СЈО, целата работа отиде уште полошо. Мислам дека не треба воопшто да се прашуваме зашто судството има најнизок рейтинг од сите институции. Тоа е евидентна една состојба. Професоре, сопоставувањето или со изборот на суди и обвинители кои важат за блиски до ДУИ, дали сушност Али Ахмети го заокружува влијанието во правосудниот систем и дали не ви изгледа помалку симптоматично? Како после 18 години владење, ниту еден функционер од редовите на интегратиците не се соочи со кривична одговорност? Ви текнува на риториката на СДСМ на последните избори. Односно на конфликтот Заев Ахмети.
Како Заев тврдеше дека тој нема да биде дел од власта и така натаму и така натаму. Мицковски можете да го видите, односно да го чуете како кажува нешто многу слично на тоа. Се додека ДУИ, како партија, биде текчето на тасот на тие коалиции кои се потребни за да се формира влада. А по моје видување ќе биде уште долго, со обзир дека помалите албански партии не успеваат да ја загрозат доминантната позиција ДУИ, до тогаш одговорот на овие прашања не треба да не чуди. Нивната улога во македонскиот политички систем, посебно при градењето коалиција, толку голема и толку пресудна, што ни еден фактор општествен нема да се впушти во било какво гонење на функционери на ДУИ, или барем додека таа партија не доживе некаква внатрешна имплозија, распад, некоја постахмети ера и така натаму, зашто не знаеме што ќе биде. Да му даеме шанса на новиот обвинител. Очигледно дека му излегоа тие слики на блиско со некои функционери од ДУИ и така натаму, не знаеме како ќе се однесува. Ќе ја тестираме оваа теза на терен, да видиме дали тој самиот ќе биде можеби подобар од својата претходничка и така натаму. Па тогаш можеби пак за некој пола година би можеле пак да се сретнеме и да разговараме околу тоа каков е неговиот перформанс. А причината зошто е така, ви ја дадов. Заминувањето на Заев ќе биде залудно ако 3-4 имиња не заминат од ресорите. Оценивте пред една година кога гостувавте во Трилинг. Гледате ли денеска промена година дена потоа во политичкиот и општествен амбиент? Освен што на Илинденска број 2 само се смени домарот или? Очигледно некои имиња остана, некои имиња се променија. Евидентно е дека имаше релативно длабока промена, условно кажано, на главните функции, односно главните министерски позиции, кога Ковачевски ја наследи позицијата од Заев. Меѓутоа, она што остана исто се проблемите, кои можеби дури и се продлабочија. Кои се можеби полоши од што беа. Се надоврзаа во меѓувреме уште неколку кризи, така, покрај епидемиолошката и економската и кризата во Украина и така натаму, и предизвикот да се најдат доволно енергенси, ресурси, газ, струја и така натаму. Така да не мислам дека одговорот е во потполност за тоа дали една влада ќе биде успешна или не само во имињата и во кадровскиот состав. Пошто четите интервју со универзитетскиот професор и член на Советот за национална безбедност, кај председател Стево Пендаровски и универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Професоре Марковиќ, предвремени парламентарни избори, уставни промени, обид да се обезбеди двотретинско мнозинство. Што е најверојатното сценарио? Мислам дека ќе има еден период на статус кво сигурно, во кој веројатно ќе има некакви позадински пазарења. Околу предвремените избори сакам веднаш да ви ја расчистам дилемата. Мислам дека не постои политички актер кој во моментов заинтересиран за такво нешто. Оставете реториката на опозицијата. Не мислам дека ни опозицијата во овој момент е претерано заинтересирана за предвремени избори. Заради тоа што јас мислам дека проценката на ВМРО, на левица и на другите партии дека СДСМ ќе продолжи да паѓа со рейтингот и дека за 2 години ќе имат поголем успех од колку што би имале сега, кога би имало предвремени избори. Во меѓувреме може да се купи и малку време за да се среди овој конфликт кој по мене многу деструктивен по рейтингот на ВМРО ДПМН со градоначалничката Арсовска, да се изнајде некакво излезно решение од таа ситуација која во моментов изгледа безизлезна, но која на ниво на локална власт на ВМРО ДПМН му носи многу негативни поени. Конфликтот со Даниела Арсовска е нивниот најголем ризик фактор, иако не знам колку од рейтингот би можел да им сруши, одземе, да ја намали и така натаму. Може мотивацијата кај одреден број на гласачи да ја убие, условно кажано, да не сакаат излезат, кои може би планирале да гласат за ВМРО ДПМН. При тоа не мислам дека тактиката да сега ја на некој начин ја пришијат Даниела Арсовска или да прикажат како човек на СДСМ им помага, мислам дека со тоа само подлабоко тонат во една комплетно нелогична аргументација и дека во тие 2 години ќе има време и таа криза да се разреши на некој начин и дека изборите по мене ќе бидат сепак 2024. Во меѓувреме дали ќе има обиди да се направи двотретинско мнозинство? Да. Дали во тоа ќе се успее? Не знам. Веројатно ќе треба да се даде нешто за возврат. Тука има неколку сценарии. Или ВМРО комплетно да го промени ставот. За левица сум прилично сигурен дека тоа нема да се случи. Немаат ни многу потреба од левица доколку ВМРО го промени ставот и се согласи на уставните измени. Иако денес власта повика со 120 пратеници да се изгласи така натаму, ајде да не се лажеме, тоа нема да се случи. Ако ВМРО го промени ставот,
Тоа им е лошо за избори, затоа што тие ветуваа дека тоа нема да го направат. Така, меѓутоа е подеднакво деструктивно за нив и да го направат кога во еден момент би се нашле во позиција на власт. Затоа што тогаш веднаш се делегитимирате. Не можете да дојдете на власт со постапка која е сосема спротивна од она што ве довело на власт. Апропо е да ги споменеме најновите најавени законски измени на Законот за високо образование, кои очигледно му се потураат на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, а многу потсеќа над законот од 2014 на Груевски. Така да треба да се внимава во овие процеси. Третото сценарио по мене, кој ќе биде многу неелегантно, е сценариот од Преспанскиот договор. Да најдете 7, 8, 10 пратеници од ВМРО по мене, кои на некој начин ќе ги мотивирате, да го се изразиме така малце жовијално, да гласаат за промените, што повторно ќе Меѓутоа претседателот на ВМРО е категоричен дека е убеден дека ниту еден пратеник од ВМРО. Веројатно, претпоставам дека знае што зборува во таа смисла. Меѓутоа многу е јасно дека таа позиција е апсолутно неодржлива на долг рок. Таа има употребна вредност до следните избори, тоа е тоа. Се почест е меѓународниот притисок и инсистирањето да се реализираат уставните промени. Зошто постојат одредени резерви во однос на внесувањето на бугарското малцинство во преамбулата? Од што се плашиме? Мислите зошто постојат кај нас одредени резерви? Мислам дека стравот произлегува од мислам дека самиот чин на внесување на бугарите во уставот е апсолутно бенинген чин, сам по себе, ако го гледаме изолирано. Меѓутоа, ако го гледаме во контекст, мене ми е јасен стравот кој се јавува кај одредени фактори. Прво, дека тоа нема да биде последното барање. Дека по тоа тежиштето и политичката енергија на Бугарија ќе се префрли во комисијата. Нешто што е за мене многу непосакуван исход. Заради тоа што таа комисија по мене не треба да се политизира. И тоа сум го кажал на повеќе телевизии, мислам и кај вас. И не сме да и се прави притисок да работи под некаков политички диктат, затоа што тогаш ќе губи својата основна функција да на некој начин најде одредени компромисни формулации кои би поминали и во Македонија и во Бугарија. Значи, она што мислам дека кај нас е, инаку има и таа димензија на чисто политичко пазарење. Зошто да дозволиме нешто, кога можеме да не го дозволиме, така? Што се вели она playing hard to get. Или можеме да бараме нешто за возврат. Зошто некому гратис да дадеме гласови? Опозицијата така размислува и секоја опозиција така би размислувала. Зошто некому да поклониме гласови, инаку мислам дека и ВМРО знае. Ја заговарате тезата на реципроцитет? Ја заговарам, ама е невозможна. Знаете што, јас секогаш во секој настап и на факултетот јас да сум бил политички реалист. Јас секако сметам дека македонското малцинство во Бугарија треба да добие свој адекватен израз, дали преку културни клубови, дали преку своја политичка партија, дали преку своје политичко делување. Таа и постои во одредена форма која не е институционализирана. Мислам дека Бугарија има еден комплетно ирационален страв од македонското малцинство таму, меѓутоа да не се лажеме, тоа нема да се случи. Тоа нема да се случи. Секако дека реципроцитет треба да има, прашањето е дали сме ние во таква една позиција да го бараме. Приврзаниците на етномакедонизмот ја заговараат тезата договор со Бугарија по ниту еден услов. Слично како што беше и со Преспанскиот договор, па го затворивме прашањето со Грција. Она што се наметнува како прашање, имаме ли алтернатива? Алтернатива постои секогаш. Прашањето е дали е добра. И прашањето е дали е пожелно, и прашањето е дали оние кои ја заговараат можат политички да ја операционализираат, при тоа таа алтернатива да понуди нешто подобро за граѓаните. Ја не сум од оние што, не знам, апокалиптично ќе тврда дека ако не се зачлениме во Европска унија ќе пропаднеме. Јас само сметам дека тоа е попаметниот пат. И дека држава која ги менува своите политички приоритети секој 5 години затоа што е фрустриран од некакви билатерални спорови и политички процеси, никој нема да ја доживее сериозно. Меѓутоа факт е дека ние мораме да ги затвараме проблемите кои ги имаме на патот на кој сме тргнани или радикално да го промениме патот. Меѓутоа, сакам да слушнам која е таа алтернатива, што нуди и кои се трошоците и придобивките од таа алтернатива. Ниеден сериозен политички фактор не излезе да ни каже што се тие алтернативи, кои се и какви се. Професоре, Путиновиот воен руски рулет кон Украина е во криза, но по проширувањето
и со ракетирањето на полска територија, како да конфликтот се продлабочува. Дали влегуваме во нова етапа на неизвестност? Ниеден конфликт не носи известност во ниедна смисла. Така да ја не гледам дека оваа неизвестност е нешто поголемо од онака била пред 2 или 3 дена. Особено што мислам дека еве баш во текот на денот, денеска кога снимаме, оваа криза успешно се изменаџира. И имаше многу свесна и трезвена реакција од Столтенберг и од НАТО. Прво да се признае дека ракетите не се руски, за да не се ескалира целата ситуација и да се нормално да се испрати на терен екипа која ќе увиди што точно се случило, меѓутоа да не се преюдицира вината на Русија и да не се преюдицира никаква активација, не знам, на членови од спогодбата кои би го вовлекле НАТО во војна и така натаму и така натаму. Мене ми е јасен притисокот на Зеленски, на кој му треба повеќе оружје, на кој му треба повеќе поддршка политичка, на кој му треба повеќе морална поддршка, така да каже веднаш дека нели ракетите се стрелани од Русија. Евидентно се работи за некаква грешка во обид да се пресретнат руски ракети, па тие две ракети кои паднале се најверојатно, барем според она што медиумите денеска го јавуваат, се украински. Но во ниеден момент не беше Русија директно окривена без при тоа да се направи правилна проценка што точно се случило. Затоа што последиците да се влезеше во таков амблок конфликт можат навистина да бидат големи. Со руската инвазија врз Украина во држава се повеќе се заговара или поточно се погласно се зборува за руското влијание на нашата територија. Препознавате ли руски притисок и обид за мешање во внатрешните работи на државата и обиди да се обструи или да се забави македонскиот пат кон Европската унија? Видете, ако одредени високи функционери во Русија немаат никаков проблем да признаат дека се мешале во американските избори, замислите колкав е нивниот потенцијал да се мешаат во македонските избори. Веројатно огромен. Не е проблем мешањето во изборите само по себе. Тоа е проблем безбедносен кој треба да се третира изолирано и на начин на кој треба да се третира. Меѓутоа, многу е полошо што Русија има една стара тактика. Прво имаше онаа тактика дека нели 4 држави кои треба да бидат бафери да не влезат во НАТО, тоа беа Црна Гора, Босна, Србија и Македонија, таа пропадна. Знаејќи дека овде не може да биде доминантен фактор на влијание, да им ја загорчите судбината на политичките актери, западни или западните конкуренти, онолку колку што можете преку свое влијание. И тоа влијание овде не е мало и не е невидливо. Јас не мислам дека нешто особено тоа влијание е неприметливо или е многу суптилно, посебно на социјалните мрежи. Така да такво влијание постои, такви центри на моги заинтересирани да шират тој тип на информации постојат. Тоа е легитимна хибридна закана по нашите политички интереси. Меѓутоа не гледам дека таков проблем немаат Соединетите американски држави. Напротив, мислам дека го имаат во многу поголема мера од Македонија. Така да тоа е една глобална дебата која не исклучува ни нас. Глобална пресметка на сили кои многу повеќе се пресметуваат во таа некоја медиумска информативна сфера отколку што се пресметуваат на терен, се додека не избие некој ваков судир, па не се даде некаква можност за испитување на нови оружја и одмерување на некакви прокси војни и така натаму и така натаму. Во секој случај влијанија постојат, тие се забележани во анализи кои се прилично стари, кои ги имам читано, со тоа што Македонија не беше никогаш за разлика например од Бугарија и од Србија, не беше никогаш класифицирана, се сеќавам на една анализа многу убаво, во таа група на држави кои се најмногу проруски настроени. Најмалку проруски се Романија и Полска, таму има дури една верзија кон русите. Најпроруски се настроени Србија, во таа група беа Србија, ако се сеќавам убаво, и беше Бугарија, дали беше и Унгарија? Не, Унгарија беше со нас. Ние бевме во таа втора група. На луѓе каде што има одредено проруско расположение, меѓутоа не е многу изразено, не е многу силно и не е, да речем, детерминирачко за политичкиот дискурс. Мислам дека нема да престане ова информативна војна, нема да престане овој тип на хибридна закана за нашата држава и не мислам дека сме со оваа медиумска писменост која имаме, која е многу слаба, со вакви резултати на PISA тестовите, односно формалното образование кој исто така екстремно слабо, не мислам дека сме многу отпорни на вакви. Ние сме држава во која во најголема мера поминуваат лажни вести без никаков проблем. Луѓето може да проголтаат буквално се. И тука јас мислам дека медиумите имаат голема вина, можеби не медиумите од овој тип,
туку она портал новинарство кој веќе и не знам дали би требале да го нарекуваме новинарство. Така да извори на такви информации имате колку сакате. А луѓето секогаш имаат предиспозиција да веруваат во она што сакаат, а не во она што може да го проверат. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вам. Поштовачи, тоа беше универзитетскиот професор Ненад Марковиќ и член на Советот за национална безбедност. Мене ми е искрено жал што се уште како општество не го надминавме на политичкиот интерес да биде подоминантен од државниот интерес. Мојата генерација е растана со прашањето за европска интеграција. И ние предолго чекаме можеби пред портите на Европската унија, меѓутоа гледаме дека работите се менуваат. Ние мораме да движиме државата исклучиво кон прогрес. Ако очекуваме дека со исти политики кои што се воделе во минатото, ќе даде поинаков резултат во иднината, нема да дадат поинаков резултат. Да се стави законот на пленарна седница, односно седницата да дојде на дневен ред и да се изгласат овие измени со кои нападите врз новинарите ќе се третираат како напад врз службено лице и еднаш за секогаш напаѓачите на новинарите и медиумските работници ќе се соочуваат со затворски казни и до 3 години. Сите наши укажувања, сите наши гласишта не се усвоени, не се прифатени, собранието е немо, пратениците се неми, затоа што на нас не ни останува ништо друго освен да преидеме во отворен бојкот, протест, да ги извадиме шаторите и да нокеваме пред собранието. Микс од млади, амбициозни и проевропски ориентирани лидери или извалкани личности кои веќе на некој начин оставиле печат во општествениот и политички амбиент. Сепак одредени луѓе или политички опоненти ќе искоментираат, се враќаат ликови од времето на транзицијата. Овој викенд Либерал-демократската партија го избира новиот председател, поточно новата председателка на партијата, по заминувањето на Горан Милевски од лидерската позиција и повлекувањето од владата на Ковачевски. Единствен кандидат за председател на партијата е Моника Зајкова. Добре дојдовте во емисијата. Господја Зајкова, како ќе ја реанимирате или реформирате партијата со кадри од минатото, а вашите политички опоненти ќе речат тоа се личности од времето на транзицијата? Јас не би се согласила дека се тоа личности од времето на транзицијата и не би се согласила дека треба да ги делиме кадрите на стари политички кадри или млади политички кадри. Секој човек има одреден потенцијал и можеме единствено да зборуваме за продуктивни, непродуктивни кадри, работливи, неработливи, честни или нечестни кадри. Јас не се согласувам со коментарите за ликови од транзицијата, напротив, зад она што го викаат лик на транзицијата, говорат неговите дела, тоа е осовременување на Скопје. А во партијата има место и за млади, како што може да видите, јас сум млад човек кој што се бори за лидерската позиција, односно кој што претендира и е кандидат. Нормално дека секој кој што го негува во себе прогресивниот дух, либералната идеја, без оглед дали веќе е во партијата или не, може да не се приклучи без оглед на национална, верска, родова припадност или возрастната граница. Камбекот на Ристо Пенов во политичката јавност се коментираше на неколку начини. Прво, дека тој може ќе го врати оној политички амбиент пред се во партијата од времето кога делуваше партијата со Гошев и останати кадри кои оставиле печат при создавањето на македонската независност, но Ристо Пенов, успешен градоначелник за функционалноста на град Скопје, или човек кој ќе или остави печат кој ги извади коцките од плоштадот во македонската метропола? Јас би рекла дека и во мојата реплика во собранието кажав дека за делата на Ристо Пенов највеќе може да говорат граѓаните на Скопје. Делата на Ристо Пенов се видливи. Нова автобуска станица, булевари, плоштадот за некого можеби не било идеално решение, меѓутоа било многу поубаво решение од она што сега го гледаме на плоштадот.
Целта на либералите е да создадат слободно општество во кое поединците ќе се развиваат и напредуваат така што секој би се дефинирал и реализирал себе си на свој начин и по собствен избор. Тоа не прави либерали. Што за вас ќе биде приоритет како идна председателка на либерал-демократите? Јас во многу наврати напоменувам дека ЛДП овој пат настапува навистина обединато и дека она, како јас ја гледам, е како сериозна државничка партија која учествува во креирањето, но и носењето на рецет државни одлуки, а нормално и креирање на своји идеолошки политики. Затоа што ЛДП, како што и сами прочитавте, е идеологија, односно партија која што е најблиску до индивидуата, односно до човекот. И затоа во периодот кој што следи ќе биде фокусирана на креирање на иницијативи и политики кои што ќе треба да го подобрат секојдневното живење на секој граѓанин, односно секој граѓанин да ги ужива сите оние бенефити кои што ги уживаат граѓаните во европските земји. Дали размислувате самостојно да функционирате како ЛДП на следните избори кога и тие да се случат? Или сепак сте свесни за моќноста и капацитетот како мала партија сами да истрчате на избори? Ние истрчавме сами на локалните избори. Јас кажувам и повторно кажувам дека ЛДП е посебна политичка партија. ЛДП е партија сама за себе која што е долго обстојува на македонската политичка сцена, но и на меѓународната сцена. Знаете дека сме полноправни членки на Алијансата на либералите и демократите во Европа. И од тука ќе се градиме пред се со сопствени политики и нормално дека може да разговараме и преговараме за коалиции, можеби ќе одлучиме самостојно да настапиме, сите тие одлуки се носат во рамки на органите и телата на партијата, а не е дека се приклонуваме кон одредена моќ, иако за жал се уште големите партии имаат поволности од државата затоа што имаат и поголем број на кадри преку кои може да ги реализираат политиките, имаат своји аналитички центри, нешто за кое што е скратено на малите партии, но изборниот модел за кој што се залагаме да прерасне во една изборна единица. Владината коалиција е стабилна, меѓутоа се надоложуваат проблемите кои произлегуваат од економската криза, постои ли опасност од социјални немири? Јасно е дека луѓето секогаш реагираат затоа што навистина и се осеќаат, чувствуваат кризата, но јас не мислам дека може да дојде до поголеми социјални немири затоа што како влада вложуваме напори да се донесени се 2 пакети на антикризни мерки, околу 760 милиони евра дадена помош на најранливите категории на граѓаните, треба да се одржува во опсек стопанството со цел да се справува со кризата. Мислам дека се прават максимални напори за да заздрави економијата и да се направи одржлив системот. И не стравам дека може да има поголеми социјални немири, барем не сега, затоа што сите сме свесни дека не е само Македонија засегната од кризата, но сегде каде и да одите се чувствува инфлаторската и енергетската криза. Судството ни е партизирано до степен на парализирано на некој начин. Влијанието од партиско-политички и бизнес моќи се е очигледно. Како ќе ги гониме криминалците ако јавноста е сведок за поврзаност или блискост на одредени суди и обвинители со политичките партии? Колку може при едни вакви околности непристрасноста да биде во преден план? Токму ради ваквите работи, јас пак ќе кажам, ни е потребно побрза, можеби, европска интеграција. Онаа стратегија за реформи во правосудство видовме во европскиот извештај дека анонсира со одреден напредок, но јас сум по вокација правник. Правосудството е многу голема фела и треба таму конкретни и суштински реформи, а за да имаме големи конкретни суштински реформи и да го направиме функционално, треба да постои за жал и политичка волја и консензус. А во овој момент не препознава? Во овој момент јас не препознавам, гледајќи од аспект на тоа колку закони од областа на правосудството се блокирани во собранието. На овие забелешки кои сега ги говорите, сте разговарале со СДСМ како
партија разговарале. или со премиерот? Сме разговарале и сме укажале дури на потребата дека можеби кога се носат закони од областа на правосудството, за да не се случува блокада, потребно е да се вклучат пратеници во работните групи од сите политички провиненции со цел заедно да креираме закони кои што ќе доведат до крупна и суштинска реформа во правосудниот сектор. Затоа што ние 30 години, барем јас сум 30 години, и јас 30 години слушам како ние треба да го реформираме судството. Како го оценувате обидот на ДУИ да има се поголемо влијание во судскиот и обвинителскиот дел? Знаете како јас не можам да говорам дека некој имал влијание или да ценам нешто. Сепак има одредени надлежни институции кои што може да ценат, а знаете кога зборуваме за влијание, тоа се сериозни индици кои што во правото може да значат и кривично дело. Ако велите дека неопходни се суштински реформи во правосудството, дали сите досегашни обиди да се реформира судството и обвинителството се само козметички обиди? Јас затоа кажав дека за да имаме суштински треба да постои политичка волја од страна на сите нас во државата, а не да се случува некој да пробува да прави реформа, други да блокира, што очигледно дава слика на јавноста дека не се сака да се реформира правосудие. Инфлацијата се повеќе го јаде животниот стандард, стапката е речиси 20%, вториот сегмент се висината на платите кои за жал се такви какви што се во овој момент. Потоа третиот е расположението на јавното мислење околу геополитичките предизвици на земјата. Ви се случува незадоволство кај младите, говорам кај студентите, и при една ваква ситуација на се погласно незадоволство и револт кај македонските граѓани, каков е одговорот на ваквото ехо од ваша страна? Дали сте и натаму сте убедени дека сте во вистински правец, како владина коалиција вело? Иако во текот на овој разговор забележав низа на несогласување или критики во однос на одредени постапки владини и одлуки. Точно јас кажав дека ние можеме идеолошки во политиките да се разликуваме и да кажеме наше мислење што сметаме дека е според нас прифатливо, но на крај заедно ги носиме одлуките. Кога станувало збор за државните одлуки, секогаш сме биле на страна на тоа да го гледаме интересот на државата и европската интеграција. Јасно е дека се чувствува инфлацијата. Напоменав, не само тука, туку секаде, јас често патувам во Европа, секаде се чувствува глобалната економска и енергетска криза. Споменавте за незадоволни студенти. Јас тука ќе апелирам да студентите да се слуша чистиот студентски глас и студентите во голем дел од работите се во право, затоа што фактот дека можеби за нив најмалку се гледа, меѓутоа не гледа само оваа влада, можеби најмалку па сега се крена гласот на студентите, туку ако видите 30 години уназад, секогаш студентите можеби биле оставани како последна категорија во која што се инвестирало, секогаш се зборало дека младите се седнината на државата. И од тој аспект ние, барем за себе кажувам како пратеник, многу работиме и со да се чуе младинскиот глас. Денеска во собранието организиравме во барање на универзитетските студентски собранија дискусија од која што треба да произлезе и јавна дебата со цел да ги обврзаме надлежните институции да навистина видат и не бидат неми и слепи на она што се случува во студентските домови, за она што се случува со студентскиот стандард. Оваа влада ги прави сите напори да обезбеди излез од кризата и заздравување на стопанството, а за тоа дали водиме во права насока, на крајот од денот на изборите ќе кажат граѓаните. Зајкова, често сте на релација Скопје-Брисел, зачестен е меѓународниот притисок во однос на барањето бугарите да бидат инкорпорирани како дел од македонскиот устав. Денове можев да го слушнам и председателот на ВМРО-ДПМН да се укинат бугарските културни центри и да се оди на принципот на реципроцитет.
зошто постои предрасуда во однос на носењето на одлука, односно да се започне со процесот на уставни промени, само заради тоа што во моментот не имате двотретинско мнозинство и кај дел од партиите кои се во владината коалиција има незадоволство или се против вметнувањето на бугарската заедница во преамбулата. Мене ми е искрено жал што се уште како општество не го надминавме на политичкиот интерес да биде подоминантен од државниот интерес. Мојата генерација е растана со прашањето за европска интеграција. И ние предолго чекаме можеби пред портите на Европската унија, меѓутоа гледаме дека работите се менуваат. Ние мораме да движиме државата исклучиво кон прогрес. Ако очекуваме дека со исти политики кои што се воделе во минатото ќе дадат поинаков резултат во иднината, нема да дадат поинаков резултат и треба да превземаме некогаш и ризици, но да движиме по тој европски пат кој што ќе значи реформа, кој што ќе значи подобар стандард и сите други бенефити, а тоа најдобро го знаат и младите луѓе и луѓето кои што често патуваат во Европа и може да ги почувствуваат разликите. За ЛДП како партија ние сме партија која што се бори за секое човеково право и ние кажавме дека за нас не е спорно вметнувањето на бугарите и дека дури ќе бараме како партија да биде внесени како дел од народ еврејската заедница. Владата кажа дека има предлог за внесување на црногорците, хрватите. Јас не гледам политика на прашањето кога треба да креираме иднината на една држава и кога треба да обезбедиме прогрес на државата. За жал, се уште заради политички поени не се гледа државниот интерес. И тоа не можат да го надминат лидерите на поголемите политички партии, можеби не може да се надминат себе си да го препознат моментот. Според мене, ако ние сакаме да креираме квалитетна државна политика, го сите заедно стварно се грижиме за оваа држава, сите викаме дека сакаме да видиме државата во Европа, тогаш треба и сите заедно да превземеме одговорност во процесите кои што следат, а не да се делиме на херои или на патриоти, предавници, да го делиме народот, туку сите како политички партии, а чином има многу регистрирани во државата, треба заедно да понесеме одговорност и да креираме заедно државна политика. Едно е ние да се разединуваме во делот на тоа дали требало прогресивен или рамен данок, дали требало дигитализација во образованието или не требало, тоа се веќе можеби идеолошки аспекти, различни размислувања стават. Но за државата не смееме да дозволуваме да имаме различни размислувања и ставови и треба сите, ако сме поставиле дека е стратешка цел унијата, јас во моментот не гледам друга опција каде би движала оваа држава, можеби сум од таа генерација која растала со сонот за Европска унија, тогаш сите треба да се одважиме да превземеме одговорноста и да ги отпочнеме чекорите кои се бараат. Друго е кога ќе бидеме на масата во Брисел и ќе ги движиме преговорите, друго е кога сме се уште надвор. Мене ми е навистина задоволство што почна скрининг процесот, што можеме да си ги видиме оние работи каде сме напреднале, каде сме уназадиле можеби во системот и каде треба да ги дадеме сите сили за да работиме. Реформите кои што ќе ни престојат ќе бидат можеби побавни, ќе начинат многу, меѓутоа ќе значат прогрес за државата и ќе обезбедат подобра иднина. Ние, можеби мојата генерација нема да пати таа иднина, но сигурно некоја генерација ќе може да ги почувствува придобивките од тоа. Горан Милевски се повлече, заминува амбасадор во Љубљана. Јас за ангажманот понатамошен на Горан Милевски не би сакала да дискутирам. Може би е подобро да лично тој одговори какви се неговите гледишта за понатаму и дали ќе има одредени ангажмани во политиката, надвор од политиката и како продолжува неговата кариера. Рековте дека не исклучувате Петар Гошев да биде претседателски кандидат на ЛДП. Сега ве прашувам, бидејќи сте генерација од 90-тите, сте му кренале телефон да го слушнете господинот Гошев? Да, и јас со господинот Гошев сум имала прилика во многу наврати да поразговарам
и за економските случувања. Секој совет кој што доаѓа од него, но и конструктивна критика ја прифаќам и исклучително ми значи неговото мислење и совет кој што ги доби. Ви молам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Вербалните и физичките напади врз медиумските работници за чести. Ке има ли начин како да се спречи овој негативен тренд на удар врз седмата сила? Следува ТВ колумна на нашиот и председател на Синдикатот на новинари Павле Беловски. Не само тоа, расти бројот на слаб тужби, нешто ги викаме стратешки тужби, кога мокници, интересни групи, лоби групи, бизнисот и политичарите сака да се пресмета со нас новинарите. И тоа е она нешто што не загрижува, но не можеме да го пренабрегнеме и фактот дека бројката од 4 физички напади оваа година плюс 1 од минатата недела оди на конто на пратениците. Ова го велам одговорно затоа што во 2017 година изработивме иницијатива партнерските медиумски новинарски здруженија како да го решиме проблемот со нападите врз новинарите, а тоа е единствено преку казнивост на овие дела. Законските измени во кривичниот законник се во собранието од август минатата година. Со оглед дека ние повеќе немаме алатки и нашите зборови не стигаат до пратениците, да се стави законот на пленарна седница, односно седницата да дојде на дневен ред и да се изгласаат овие измени со кои нападите врз новинарите ќе се третираат како напад врз службено лице и еднаш за секогаш напаѓачите на новинарите и медиумските работници ќе се соочуваат со затворски казни и до 3 години. Сите наши укажувања, сите наши гласишта не се усвоени, не се прифатени, собранието е немо, пратениците се неми, затоа што на нас не ни останува ништо друго освен да преидеме во отворен бойкот, протест, да ги извадиме шаторите и да нокеваме пред собранието, затоа што нема поинаку како да се реши овој проблем, или пак да формираме оние тепаните, се ставам јас овде, бидејќи јас сум еден од нападнатите новинари во изминатите, во бројката од изминатите неколку години, да формираме политички субјект, па сами да се бориме за нашите права и да се викаме партија на тепани медиумски работници. Не можем да кажем дека ќе одиме во медиумски мрак, но можеме дефинитивно да одиме во протест, односно да одиме во бойкот, да се тргнеме од зад камерите, да го оставиме новинарското перо и она што е наша вокација, што е наша професионалност и да останеме пред собранието и кога не се гласат нашите законските измени со кои нападот врз новинари и медиумски работници се третира како напад врз службено лице. Па доколку нема нас, ќе го нема јавниот интерес кој да се грижи, така што мислам дека општеството би дошло и заедницата во една хипокризија и ќе покажеме дека нашата сила е огромна. Повеќе интересни страни се во оваа приказна. Ако го погледнеме последните предлог измени на законот за аудио и аудиовизуелни услуги, можеме да видиме дека од една страна за колачот од 5.300.000 евра на годишно ниво за јавен интерес се борат локалните радијата, регионалните, како и приватните национални телевизии, што остава впечаток дека огромна е потребата на медиумите од средства за да преживеат. Но сепак, не можеме да пренабрегнеме преку принципиелноста, која провеува и која браниме ние медиумските организации и здруженија, а тоа е дека со владени пари за кампањи во медиумите одново постои можноста да се корумпира уредувачката политика, се корумпираат медиумите и сето тоа да доведе до, како да кажам, до одново смрт на нашата професија, односно на вистинското новинарство. Но од друга страна, затоа што го браниме тој принцип, ние сме нападнати дека не го гледаме интересот, а тоа е како медиумите да обстојат и тоа што нас не загрижува пред се како синдикат е дека ако дојдеме во ситуација од овие пари да зависи нашата професија, тогаш не имаме огромен проблем и треба да разговараме многу пошироко и многу поотворено, зборувам сите страни вклучени во овој процес, бидејќи ако го дознае ова владата, што јас сега морам јавно да го одговорам тука, дека од владините пари зависи екзистенцијата на медиумите, тогаш не имаме огромен проблем
и мораме да седнеме и да разговараме како да го надминеме тоа прашање. Но јас би сакал да бидам во насока на принципиелниот став кој го држат ССНМ, ЗНМ и останатите медиумски издруженија, е дека Фондот за медиуми може да биде опција за која ќе разговараме со исто количество на средства и пари, а од друга страна директното владино рекламирање и кампањи во медиумите треба да го оставиме настрана, односно за некои други времиња, каде што ќе се изготви подобро решение во транспарентен процес, а не вака преку ног во собранието да се протнуваат законски измени кои задираат во основата на нашата професија, тоа е екзистенцијата. Меѓутоа е огромна инекција на средства, директно, по однос на кампањи, без некаков труд, без конкурентност, без надпревар со содржина, да се вбризгуваат толкови количества на пари, затоа што од тука истравуваме дека тоа може да ја наруши конкурентноста, односно желбата, поривот и потребата да се произведуваат квалитетни медиумски содржини, да се негува квалитетна медиумска пракса, да се почитува етиката во медиумите, затоа што кога знаете дека однапред сте платени за нешто, тогаш се сведува на една ситуација на комфор и комфорот знаеме дека не нуди, не произведува квалитет. Тука е крајот на уште едно издание на Трилинг. Ви благодарам на вниманието и останете со програмите на телевизија 24, а со мене повторно се гледате во петок во 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте не на triling.mk. Довидување.